Продолжуваме со уште една епизода на Зрак. Вечерва ќе разговараме за различни невролошки состојби и како тие влијаат врз нашето здравје. Многумина од нас сме свесни дека нервниот систем е основа за нашето ментално и физичко здравје. Затоа го најавувам специјалист доктор Јован Божиновски, невролог од Клиника за неврологија, кој малку повеќе ќе ни објасни за нервниот систем, да може да го разбереме како да го сочуваме, за да спречиме сериозни последици. Добро вечер, Јован. Добро вечер, Марина. Добро вечер и на нашите гледачи. Ти посакувам успешна емисија, како и до сега многу емисии кои што се навистина гледани и се е во интерес на нашите пациенти. Така е. Јован, како невролог, со кои најчесто состојби се соочувате секој ден во амбуланта? Видете, неврологијата е една гранка од медицината која што е навистина мощна широка и опфаќа многу болести, но она што најчесто се среќаваме во нашите амбуланти се секако тука цереброваскуларните болести, односно мозочните удари, мозочните крварења, понатаму главоболките и болните синдроми, понатаму деменциите и невродегенеративните болести како Паркинсоновата болест, вертигинозните потешкоти, лумбоишијалги, понатаму болестите како типот на мултипла склероза, така што навистина едно широко поле и навистина интересно поле за работа и предизвикувачко. Така. Како ги диагностицирате невролошките болести, да речеме цереброваскуларните? Ние на нашата клиника имаме комплетна, да кажеме, една заокруженост на диагностиката на цереброваскуларните болести и конкретно за мозочните удари диагностиката навистина е многу брзо. Од моментот на влегување на пациентот во нашата амбуланта до моментот на диагностика не поминува повеќе од половина час. Така. Кои се знаците? Од знаците може да почнеме, како ги диагностицирате. Најчестите симптоми и знаци да знаат гледачите. Пациентите кои што доживеале мозочен удар се одземеност на некоја страна од телото, рака или нога, променет говор, искривување на лицето, потешкоти и содржувањето на рамнотежа, главоболки, промени во видот и видното поле, така што тоа се најчестите симптоми кои што и пациентите, но и колегите матични лекари и лекари од брза помош треба да ги препознаат соодветно навремено за таквите пациенти да бидат соодветно и третирани, бидејќи времето е мозок и колку побрзо се препознаат овие симптоми, колку побрзо се реагира, толку може да бидат и третманот да биде подобар, бидејќи мозочните удари се уште болест број 1 во светот за инвалидитет. Така. За среќа делот мозочните удари можат многу лесно да се превенираат. Некаде 80% можат да бидат превенирани. И затоа е битно да се подигне тоа ниво на здравствена култура на населението пред се за можностите кои што ни ги нуди превенцијата. Да се вратиме на тераписките опции, зашто кажав дека времето е мозок. Колку порано се препознаат симптомите и знаците и колку порано пациентот дојде на невролошко одделение, дали ќе дојде на нашата клиника, бидејќи јас работам на клиниката за неврологија или ќе дојде во некој од одделенијата низ државата, толку полесно може да биде диагностициран и соодветно третиран. Опциите се во акутната фаза врзани со времето. Во првите 3,5 до максимум 4,5 часа може да се даде интравенска тромболиза. Ние тоа веќе на една широка врата тоа го работиме и тоа е тераписка опција од избор. Понатаму веќе кај нас успешно се работи механичката тромбектомија во координација и со помош од колегите интервентни неврорадиолози од клиниката за радиологија. Така што препознавањето и соодветното третирање спасува многу животи, но исто така и многу пациенти од инвалидитет и онеспособеност ги спасува. Така, значи најважно е времето. Да. Кога ќе се јави. Замислете еден млад пациент работоспособен да биде инвалид понатаму. Пред се психички товар заради физичкиот недостаток, понатаму едно оптоварување и за семејството на пациентот, но и за државата. Тој пациент кој што треба да биде работоспособен и да допринесува, всушност треба да биде инвалид и да биде на терет на државата и на семејството. И пред се, треба да работиме на тие програми за превенција, едукација на населението,
ние во склоп на нашето здружение на невролози во рамките на Македонското лекарско друштво работиме превентивни програми за денот на мозочниот, светскиот ден на мозочниот удар, кој што е на 29 октомври. Често се одржуваат работилници и во Скопје, но и низ државата, се со цел подигнување на јавната свест за последиците од мозочниот удар и можностите тераписките опции. Така, и со време да се детектира. Апсолутно. Колку значи покасно го откриат, толку Колку тој златен прозорец веќе помине, ние имаме Така. скратени тераписки можности и опции. Болеста се лекува мултидисциплинарно, како што кажав, тука се вклучени и радиолозите, ние невролозите, но и Така. при изведување на таа интервентна процедура, механичка тромбектомија, се вклучени и анестезиолог, инструментарист, понатаму во подоцнежната фаза од рехабилитацијата, физијатрите, кои што се нераскинлив дел од тој ланец на лекари кои што се вклучени во лекувањето на еден таков пациент. Лекувањето е мекотрпно и долго. Што е важно за точна диагностика? Пред Кои се, исследувања да се пред се направи? треба да секогаш Освен јас си, преглед клинички. да, јас и на моите студенти кога ги држиме вежбите, секогаш потенцирам, најважно е на добро водена и точно земена анамнеза. Така. Базично е тоа. Понатаму сите оние диагностички постапки кои што ни стојат на располагање. Меѓутоа, ако имаме од почеток една лошо земена анамнеза, површна анамнеза, верувајте, одиме во една погрешна насока. Точно земена и добро водена анамнеза е половина диагноза. Така што тоа е базично од кое се почнува. Конкретно за невролошките болести, тука се понатаму невроимеджинг техниките, како што ги спомнав, компјутеризирана томографија на мозок, ангиографијата, понатаму магнетната резонанца како посовремена техника и посупериорна, доплер сонографијата, ЕЕГ-то како важна нели диагностичка метода во неврологијата, електромиелографијата, ЕМГ-то, евоцираните потенцијали, сите овие методи се работат на нашата клиника. Така. Значи имаме нешто заедничко во превенција на онколошките болести, нели ние доста работиме да се превенираат, пред се да се фатат нели во ран стадиум, да се откријат. Кај вас еве за мозочните удари имате исто доста. Како што кажав и претходно, тоа е нешто заедничко и за малигните заболувања, еве скоро беше денот, светскиот ден на малигните болести. Исто важи и за мозочните удари. 80% од мозочните удари, како што кажав, може да бидат успешно превенирани. Секој од нас носи одреден генетски потенцијал. И тоа е нешто на кое што ние не можеме за жал да делуваме. Точно. Значи дали има поврзаност с генетиката? Да, апсолутно. Така. Да, како и за Така, како и за повеќето другите болести, и за Исто. мозочниот удар генетскиот Така. потенцијал е секако, нели? Тој генотип кој што го носиме не може да биде сменет. Меѓутоа, ние можеме успешно да го превенираме мозочниот удар. Пред се со здрави навики на живење. Така. Значи како да го сочуваме нервниот систем, еве да кажам. Што се тоа здрави навики на живење? Значи, Сте ги зборуваме. во денешно време, број еден ќе го кажам стресот, бидејќи се повеќе се соочуваме со стрес, анксиозност и депресија, па и во нашите амбуланти доста Така. пациенти поминуваат со оваа симптоматологија. Понатаму физичката активност, здрав начин на живење со многу спортување, нели, во рамките нели на можностите на секој од нас, но ако ништо друго, едно утринско пешачење, возење на велосипед, некои планинари, понатаму делување на ризик факторите. Значи, пациентите кои што имаат ризик фактори за мозочни удар, тоа се артериска хипертензија, диабетот, хиперлипидемиите, се тоа може да биде превенирано со соодветно земање на препишаната терапија. Точно. Тука се кардијалните аритми и атриалната фибрилација како еден од факторите за настанување на мозочен удар. Значи, доколку се зема редовната терапија која што е препишана и во дозите која што е препишана и времето, нели, може успешно да бидат превенирани Така е. мозочните удари. Маце е тешко денес има луѓе да речеме многу што воопшто ни крвна слика не им прават. Јас дори се чудам, дори имаме во семејството мое, не сум направил крвна слика една година, мислам. Сепак возраста на 65 годишна возраст, сметам дека еднаш во годината треба да се направи контрола, да се направи лабораторија, да се проверат, нели? Затоа се и скрининг програмите, нели? Така. Но за жал голем дел од нас ги занемаруваме. Оние превентивни прегледи Да, кои што ние треба цело да време бидат. на тоа, мислам,
зборуваме медиумски јавно, зборуваме преку матичните лекари, ги советуваме пациентите за таа превенција, за контролирање и све. Само треба, мислам дека малце да се обрне повеќе внимание, да се повеќе едуцира народот, повеќе да слуша, јас викам повеќе за тој целта е на овој подкаст, со цел да се слушне за болестите, дека постојат и дека треба редовна контрола. Апсолутно се сложувам, едукацијата треба да започне што кај матичниот лекар. Така. Значи, они се преоптоварени, се имаат многу голем број на пациенти. Јас во некој следен подкаст и планирам да зборувам со некој од матичните лекари и да видам каков е нивниот став. Многу е важна примерната заштита и ние мораме да ставиме акцент на примерната заштита и матичните лекари имаат тука нели првиот контакт со пациентот, но како што кажав и едукацијата на пациентите, за жал, заради преоптовареност, заради големиот број на пациенти, не сите се во можност соодветно и време да одвојат за една таква програма, меѓутоа мислам дека базичното е тука. Понатаму следуваат нели медиумите и затоа е целта на овие емисии да се медиумски малку подигне гласот и да бидеме малку посвесни за можностите за одредени болести се соодветно превенирани, бидејќи сепак ќе кажам дека наедноставната терапија се уште е превенцијата. Понатаму веќе се соочуваме со последиците кои што може да бидат нели и фатални по здравјето и за жал кај одредени пациенти и фатални по животот. Така што како се соочуваат семејствата кај овие пациенти? Кога ќе им нели ги известите дека може човекот ќе остане со траен инвалидитет, нели мора да ги предупредите, да им кажете сепак? Моето мото во секојдневната клиничка пракса е дека вистината секогаш треба да му биде објаснета, дали на пациентот или доколку пациентот нели не е во свесна состојба на фамилијата. Колку и да е одредена диагноза тешка или состојба, сепак мислам треба да бидат за тоа информирани. И најтешко за нас е како лекари кога треба да кажеме некоја тешка вест. Но за жал нашата работа е таква, имаме и такви случаи кои што за жал имаат и тешки диагнози и неповолен исход, но тоа морате да го соопштите. Колку и да ви е тешко, колку и да тоа е стресно и за самиот лекар и за целиот медицински персонал, нели работиме мултидисциплинарно, тука си нашите сестри, одделенските сестри и така натаму, мора да се каже вистината онака како што е. Така. Се надевам, и затоа се овие емисии, дека ќе имаме помалку такви тажни приказни, да кажеме. Мене ми е најголема задоволство и сатисфакција за понатаму кога имаме и успешни приказни. За среќа, верувајте, имаме се повеќе успешни приказни и пациенти кои што се успешно излекувани и задоволни. Така. И вие сте преоптоварени, значи, со работа во амбуланта и се зголемува бројот на пациенти. Дали примитивте зголемен пораз на пациентите пост-ковид со таа хиперкоагулабилна состојба нешто настануваше кај пациентите? Значи, во периодот на ковид кризата, ние, така да кажам, имавме можност да бидеме... Бевте ви ковид центар? Да, бевме ковид центар и јас лично бев и вклучен во тој ковид центар и како лекар, но и како пациент. Во нашиот ковид центар, непосредно после отворањето на ковид центар на клиниката за неврологија, после неколку денови јас бев и пациент. Сите ние сме нели и пациенти. Точно. Така што во тој период јас можам да кажам искуство и од едната страна и од другата страна. Да, може да слушам. Беше навистина една алармантна состојба. Да се оди по границата на живот и смрт, навистина е едно непријатно чувство. И јас имав една посериозна клиничка слика. За среќа, успешно се излекува благодарение на моите колеги. И до тогаш јас не сум видел повеќе пациенти кои што имаа проблеми со коагулациониот систем. Така. Тој еквилибриум на коагулациониот систем и антикоагулацијата веќе беше нарушен. Имало и предходно вируси и се уште има нели вируси, но вирус кој што така делуваше на коагулациониот систем навистина тогаш не беше познат. Така што чести беа белодробните тромбоемболии, длабоките венски тромбози. И ден денес се уште кај одредени пациенти ги чувствуваат и последиците од самиот ковид, пост-ковид. Така што зголемена беше бројот инциденцата и на мозочните удари во тој период, така. Но и во пост-ковид периодот. Да.
Кои се најчестите невролошки компликации што се јавуваат? Еве, например, кај нас имаме доста периферни невропати после хемотерапија и малку тешко се справуваме со нив. Да. Во нашите амбуланти циркулираат пациенти кои што за жал имаат некаква малигна болест, што како последица на самата болест, што како последица на тераписките терапиите кои што се даваат. Имаме пациенти доста со полиневропати и невропатски болки. Така што тие успешно ги менаџираме со давање на соодветна терапија за хронична болка. Дали имате, да речеме, некој специфичен ден во амбуланта кај што можеме нашиве пациенти да ги пратиме и како за болка само, за таа невропатска болка? Пошто имаме ние проблем, не знам дали функционира центар за болка. Порано мислам дека постоеше нешто. Да, се уште мислам дека постои центар за болка и менаџирање на болка. Так. На нашата клиника нема специфична амбуланта само за третман на болка. Постои амбуланта за ургентните случаи, односно пациенти со приоритетни упати. И таа е секој ден во од 8 до 15 часот. После тоа продолжува дежурниот доктор. Но сите ние имаме термини преку системот Мој термин, така што секој пациент може да би закаже кој одреден невролог. Да, јас често ти праќам пациенти со ние секогаш имаме соработка, така што ние младите мислам дека полека по младите лекари треба да го менуваме и начин на функционирање. Мислам дека суетите треба полека да ги тргнат сите. Точно. И меѓусебната комуникација, мултидисциплинарниот систем на работа, мислам дека ќе допринесе до повеќе задоволни пациенти, помал број на пациенти кои што се на листа на чекање и позадоволни пациенти. На крајот на криштата ние постоиме заради пациентите. Така е. Колку е важна рехабилитацијата на пациентите после мозочниот удар? Тоа е дел од терапискиот процес. Ние рана рехабилитација започнуваме уште веќе додека пациентот е хоспитализиран на клиниката. Тоа е нека почетна рехабилитација која што изведуваат нашите физиотерапевти, а понатаму напредната рехабилитација продолжува најчесто во клиниката за физикална медицина и рехабилитација во Козлев, со кој што исто така морам да кажам дека имаме соодветна и фантастична соработка. Колегите доаѓаат во одреден дел од неделата, ги прегледуваат пациентите додека се уште хоспитализирани и ги закажуваат за понатамошен стационарен прием кај нив. На тој начин се намалува времето на чекање на пациентот, односно и лутањето од врата до врата. Он има закажан термин, на тој закажан термин се јавува во институцијата и понатаму следува рехабилитациониот процес. Многу важен е тој дел од лекувањето. Затоа реков и на почетокот, мозочниот удар мора да се лекува мултидисциплинарно. Так. И тоа е една нераскинлива алка од начин на лекување и секој пациент кој што има мозочен удар најчесто поминува низ таа процедура на физикална рехабилитација. Така. Често пати знам да пратам пациенти онколошки поради притисок на самиот тумор, да речеме на одредени нерви, со болки што не можеме ние да ги искоординираме, и знам да пратам пациенти. Како да им помогнеме на пациентиве што се со хронична болка? Дали сметаш дека треба да има некоја посебна институција што треба да ги води пациентите со анестезиолози, со... Токму тоа и го кажавме, тој центар за болка мислам дека се уште функционира и навистина треба да има еден таков центар за да се менеџира болката. Да. Болката сама по себе е одбранен механизам, меѓутоа и онеспособувачка на некој начин. Пациентите со болка се нефункционални. Да. Така што многу е битно да се менаџира таа болка. Ние даваме лекови за хронична болка, понатаму нестероидните антиинфламаторни лекови се тука. Дел од пациентите со хронична болка се менаџираат од страна на анестезиолози. Така. Се почесто, така што... Добро. Да, кои се први симптоми за останатите болести, да речеме да се препознае Паркинсон, Алцхаймерова болест? Вие сте поделени како невролози одредени или работите? Да, на нашата клиника постојат оддели кои што по-специфично се занимаваат со одредена невролошка патологија, нели? Така. Има веќе и одделение за деменции, кое што успешно веќе работи и има голем број на пациенти секојдневно. Дали се зголемува бројот? Деменциите се повеќе се
проблем на секојдневното функционирање. Проблеми за пациентите, но и за нивните семејства. Првите знаци, симптоми се заборавање на скорешни настани, понатаму отежната ориентација во простор, понатаму решавање на одредени едноставни задачи веќе представува проблем кај таквите пациенти. Тука се надоврзува една депресивна симптоматологија, бидејќи не можат секојдневните обврски кои што претходно ги изведувале без никаков проблем да ги извршуваат, така што има повеќе типови на деменција. Најголемиот процент, некаде 70-80% е најпознатата Алцхајмерова деменција, меѓутоа тука се и васкуларните деменции, понатаму фронтотемпоралната деменција и така натаму и така натаму. Така што сите пациенти кои што имаат такви когнитивни потешкоти, би било препорачливо да се јават на нашата клиника за соодветно да бидат и диагностицирани и менаџирани. За жал, тераписките опции се уште кај нас, па и во светски рамки, се ограничени. Ние имаме ограничени ресурси во поглед на терапија, но тука се вклучуваат и психолози и во диагностиката, но и во терапијата, така што покрај медикаментозниот третман многу е битна и работната терапија и така натаму и така натаму. Така. Јас сметам дека кај нашите пациенти често пати што се со хронична болка има и голема поврзаност и психолошка болка. Знаете како самата таа болка што е долготрајна кај пациентите делува и психолошки. И сметам дека психолошкиот третман, разговарањето со психолог, дури консултација со психијатар, и тоа е тоа што зборуваме, тој мултидисциплинарен тим што треба сите заеднички да се вклучиме, да се разговара со невролог, психолог, психијатар, за све да може да помогне и тоа да се намали. И како Ако не се лажам, и на вашата клиника, на клиниката за онкологија и радиотерапија има и психолози. Да, во моментов еден психолог имавме, во моментов не е на работа, на боледување, на трудничко боледување, али да, очекуваме да се врати на работа, што поскоро, пошто стварно ни треба. Сакав да прашам за која е разликата меѓу, често пати доаѓаат главоболка, како да разликуваме она обична главоболка од мигренозна главоболка? Главоболката исто така е чест симптом и многу пациенти циркулираат во амбулантите. Што знаете како, секој кој ќе рече главоболка, ни одма, ајде да направиме компјутер, да не некој промени во, не секоја главоболка, не секоја главоболка значи некоја сериозна диагноза. Така. Најчестиот тип на главоболка кој што пациентите доаѓаат се тензионите главоболки, понатаму мигренозните главоболки, кластер главоболки и така натаму. Но, кај одреден број на пациенти, симптоматските главоболки треба сериозно да се сватат, бидејќи позади таа главоболка може да се крие некој каков сериозен процес. Поготоа кај пациентите со субарахноидални крварења, значи они опишуваат една главоболка која што ја опишуваат како никогаш досега во животот. Значи првпат една таква силна интензивна главоболка пропратена со фотофобија, фонофобија. Понатаму пациентите со невроинфекции, со менингит, менингоенцефалит, они имаат една таква главоболка која што е навистина силна по интензитет. Понатаму одредени пациенти со покачен интракраниален притисок имаат главоболка како симптом. Пациенти доста со мозочни тумори имаат главоболки, крварења во самите тумори, бидејќи туморите на мозокот се доста богато неоваскуларизирани и често знаат и да прокрварат, и тоа да биде всушност првиот симптом за да се откријат, бидејќи навистина имаат една мимикрија всушност. Они имаат една клиничка слика која што знае лесно да не излаже, па ништо као да нема. Пациентите ќе земат. Често пати ја занемаруваме, имав главоболка, но ќе земе симптоматска терапија, ќе помине. Боли главата, Така и често јас лично сум диагностицирал дури на дежурства пациенти кои што имаат сериозни болести, а првиот симптом е да речеме главоболка. Тие пациенти често исто така добиваат прв епилептичен напад или настап на губиток на свест и тоа да биде прва манифестација. И всушност така се делот и откриваат и пак ќе кажеме, тука доаѓаме до моментот на мултидисциплинарен пристап, од како ќе бидат диагностицирани, ако пациентот е прв симптом некој епилептичен напад, ние видиме на невроимеджинг наод за таква туморозно ткиво, веќе тука мора да биде вклучен неврохирург, онколог и така. Така што и главоболката не треба да се занемари, не секоја главоболка бара да се
прати пациентот на терцијерно ниво, навистина ние сме и преоптоварени со бројот на пациенти, а таков голем број на пациенти нормално дека се намалува и квалитетот на самиот преглед, бидејќи еден невролошки преглед трае 15 до 20 минути. Ви да направите еден соодветно да земете анамнеза, да направите невролошки статус, навистина бара време и треба тоа да биде квалитетно извршено. Така. Затоа постојат и невролози и на секундарно ниво, невролози низ државата и апелирам и до матичните лекари, не секоја главоболка да биде испратена на терцијерно ниво, но од друга страна да се земе сериозно секој таков симптом за да биде третиран. Ништо да не се занемарува. Оти се што ставаме под тепих, некогаш може да вистира да се крие нешто сериозно и да биде понатаму доцна. Да, обично ние онколозите кога ќе има пациентиве главоболка, мислам одма тоа ги упатуваме на компјутер, чисто зашто често пати знаеме да откриеме одма промени со самата појава на главоболка и затоа не ги занемаруваме тие симптоми. Како да го сочуваме здрав нервниот систем? Еве викаш да го намалиме стресот. Сите апелираме тоа, намали го стресот, намали стрес. Како да го намалиме стресот? Тоа е умешност. Да. Модерниот начин на живење навистина ни дозволува и да бидеме многу информирани за некои работи, так. Но и начинот на работа и на функционира живење е повеќе седечка положба без многу физичка активност во затворени простори и така натаму. Како да го намалиме стресот? Пред се ќе кажам со една да кажеме на број еден би било некаква физичка активност. Некој хоби. Некој, не знам, оди секој викенд на планина, некој оди се шета по кеот, еве имаме и такви можности. За жал периодот беше не баш наклонет за тоа, бидејќи знаеме дека се соочуваме и со зголемено загадување и така. Меѓутоа, некаква умерена, блага физичка активност сепак е нешто кое што може да ни помогне да се справиме со стресот. Понатаму ни стојат опции како во денешно време веќе и многу психотерапевти постојат, нели, психолози. Така. Ништо не е страшно, не е стигма да отидете на психијатар и на психолог и да поразговарате. Ако имате потреба. Така е. Тоа е веќе нешто кое што треба да биде практика и е нормално. Јас мислам дека веќе сите станавме како роботи, секој негде брза. Сега кога сме кај хобито, морам да раскажам една случка, излезени со моја колешка излезени заедно во еден као ресторан, седиме и доаѓа пријател и не се поздравува и сега се запознава со колешката и вика како хоби имате? Хоби, викам, ние немаме време за хоби. Како немате хоби? Немаме, викам, хоби. Вика, како вика се справувате со стресот? Никако, викам, цело време сме под стрес, навикнати сме на стресот. Тоа сакам да кажам, сите го зборуваме тоа, ама целиот тој брз начин на живот, сите што го имаме, што трчаме наваму натаму. Влегуваме во таа машина. И сметам дека како, да, сите сме така, да. И знаете како, после кога ќе се случи нешто, било каква болест, значи, дали невролошка, кардиолошка, тогаш сите се свестуваме, чекај малце закочи, да видам што правам, докаде сум, малце да успорам во животот. И сметам дека треба малце успорување на работите, дека сите брзаме и дека малце треба да се успориме еден период од животот. Јас секогаш и на моите пациенти, но еве фамилиарно, им кажувам дека некои од работите треба да си легнат. Да си одат со времето. Се што е на сила, се што е префорсирано, мислам дека и прво не е квалитетно. Така. Значи јас ги разбирам и амбициите во денешно време за успех, за така. Меѓутоа, пред се тоа да оди по еден природен тек. Се си доаѓа на место во свое време. Така. Само треба да успешно ние го менаџираме сето тоа и нели да се трудиме, да работиме, да тоа го постигнеме, но не по секоја цена и во секакви услови. Така што факторот време е многу битен за да се нели одредени работи постигнат, а при тоа да нема некој голем стрес. Нашата работа, Марина, е стресна. Точно. И ние, еве, како лекари, сме изложени на хроничен стрес. Секојдневно, бидејќи сепак работиме со луѓе, зависат човечки судбини од нас и мора, ја тргнувам од себе, мора тој стрес некако да го менеџираме.
и да практикуваме одредени нели, па и дружбата со пријателите е некогаш релаксирачка. Така. Не знам, некој слика, црта, некој свири, дел од колегите Точно, има така. нели можност да свират, некои одат на концерти. Еве јас имам таква, да кажеме, можност да посетувам одредени концерти, бидејќи еве мојата сопруга е музичар, па некако се надополнуваме во тој дел. Да. И тоа ми е некој излез, да кажеме, од сите тие стресови и една релаксација. И препорачувам на секој да си го најде се она што нешто го прави интересно да му биде, да биде среќен, да го прави во период кога имаме слободно време, иако се пократко тоа време. Така. Кои се знаците за кога го билно состојбен екстремитети? Да ги да кажеме, да ги препознаат кога Да. сте дома. Кај одреден број на пациенти често нели доаѓаат и со знаци за некаква хиперкоагулабилна состојба. Најчестата е длабоката венска тромбоза и тие обично пациенти треба да се третираат во соодветни други специјалности, нели тука е васкуларен хирург, трансфузиолог, хематолог и така натаму. Меѓутоа дел од тие пациенти заради симптоматологијата која што имаат доаѓаат и во невролошките амбуланти, така што длабока венска тромбоза е нешто што многу често го гледаме во нашите амбуланти. Едни од симптомите и знаците се оток на самиот екстремитет, црвенило некогаш пропратено со топлина, понатаму болка може да се јави во самиот екстремитет и така натаму. Понатаму се белодромните тромбоемболи исто така чест симптом на тие хиперкоагулабилни состојби. Мозочните удари веќе и тоа го кажаме дека се со зголемена инциденца кај таквите често пациенти. Пати ова сакав да го објасниме, за често пати пациентите дома седат, да речеме, ногата ќе отече, раката ќе отече, не е важно. Често пати знае кај нас обично нели оштетени стевените од самата хемотерапија и све, и раката оттекува, е топла, значи црвена све, и дојде ред за следна хемотерапија 3 недели и пациентката си седи така. Воопшто не се ни јавила негде. Значи треба тоа маца да се објасни дека треба да се јавуваат. Викам зашто не си кажала нигде? Јас ми сам кажам. Повторно доаѓаме. Матично да и кажав, ми рече само да ставам облоги со ациди борици и толку. Значи треба малку се внимава на тие работи, зашто тоа е стварно опасно. Основа покачени димери, така. на хиперкоагулабилна состојба. Они воопшто имаат една хиперкоагулабилна. Нели за такви. Во светот се где се дава тромбопрофилакса, се смета дека треба да примаат нашите пациенти, зашто значи имаме и пациенти што често пати направете ми дедимери, ма џабе викам ќе направиме дедимери, тие секогаш ќе бидат високи. Значи нашите дедимери и да примаат терапија, значи антикоагулантна секогаш ќе бидат високи. Тоа е целата работа. Треба да се превенира и треба да им се објасни всушност на пациентите. Пак ќе се вратиме на базичниот момент. Уште од кај матичниот лекар дека може да се јават такви компликации, дека соодветно треба да се алармира за таквите симптоми и знаци и нормално да се третираат и тие, затоа што се што е оставено по природен пат и не третирано, понатаму прави поголеми компликации. За жалко одредени пациенти доаѓаат и до некрози, гангрени, ампутации, така што навистина е една сериозна патологија која што треба сериозно и да се свати, да се третира. Така. Кој ви бил најмладиот пациент со мозочен удар и како беа тие когнитивни функции вратени после тоа? Дали има нека успешна приказна? Да, значи има, ќе кажам, веќе се почесто пациенти со помалабити пациенти кои што имаат мозочен удар. Најмладиот пациент кој што јас сум го имал лично беше пациент на 35 годишна возраст. Така. Кој што имаше некои ризик фактори за генетски наследно нешто? Имаше фамилиарна анамнеза, нели, за кардиоваскуларни заболувања. Меѓутоа кај него етиологијата на самиот мозочен удар беше непрепознаена атриална фибрилација. Така што без терапија. И таа беше откриена деново кога беше пациентот хоспитализиран кај нас. За среќа пациентот беше стигнат на време, беше многу бргу за некој еден час диагностициран и третиран со тромболитична терапија и тоа е една успешна приказна. Пациентот после тоа веќе со многу минимален дефицит. Ние имаме одредени скали за проценка на онеспособеност невролошка, така што ник скоро некаде на прием беше 12-13, тоа е една висок нискор. Веќе кога го испишавме таквиот пациент после 2 недели од хоспитализација беше некаде 4.
Така што еве една успешна приказна на пациент кој што е донесен во рана фаза, а во рана фаза е диагностициран и во тој тераписки прозорец од 3,5 до 4,5 часа за давање на ваква специфична терапија даде соодветен и фантастичен одговор. Кај него понатаму следуваше и физикален третман и на еве овие следни контроли е поставена соодветна антикоагулантна терапија, успешно се менаџира и со еден минимален дефицит. Веќе пациентот е вратен на работните обврски, така што има и успешни приказни се повеќе. Така. Но она што ме загрижува е тоа што се повеќе гледаме млади пациенти кои што имаат мозочен удар. Инаку болест е карактеристична за повозрастната популација, но еве веќе имаме и помлади. Све почесто, да. Што сме ние поразлични од европските земји? Дали се трудиме да се доближиме околу третмани, терапии, општо за болестите невролошки? Околу еве конкретно околу како ги третираат? мозочните удари на конгреси гледате како работат, Околу како мозочните удари генерално тераписките опции се тие кои што секаде се во светот, во Европа и во светот, ги имаме и кај нас. Така. Проблемот е кај нас до организираноста и не координацијата на одредени институции. Во Европа веќе таквиот пациент уште во моментот кога се носи до соодветната установа половина е диагностициран. За жал се уште кај нас имаме пациенти кои што ќе го донесат нели на нашата клиника, но претходно му давале различни терапии. Не треба ништо да се дава, затоа што некогаш тоа давање на лекови на своја рака може да биде контраиндикација за да може да се примени одредена тераписка опција. Понатаму ние немаме комуникација или е слаба со службата за итна медицинска помош. Таквите пациенти во основа треба да бидат најавени за веќе тимот да биде спремен. Дали во секој момент кога ќе ви се најават имате слободно место или? За жал не. Нашите капацитети болнички се ограничени. Не секогаш има можност да бидат хоспитализирани толку пациенти колку што има можност клиниката да прими. Така. Но за ваквите случаи ние секогаш се сноѓаме. Дали ќе ставиме некој помошен кревет, дали ќе ставиме некоја количка за транспорт, ќе се снајдеме, но таквиот пациент мора да биде згрижен или во соработка, имаме и соработка со градска општа болница 8 септември, па често со нив ќе скомуницираме, ние ќе пратиме пациент некогаш за таква интервенција таму или они ќе пратат кај нас во зависност од слободните места. Некогаш во одреден ден може да има и повеќе пациенти кои што бараат таква терапија, а не секогаш можете толку пациенти да примите. Така што има во тој дел соработка, но ни фали соработката уште од почетокот кога ќе пациентот ги добие симптомите. Често се случува... Мислиш дека се губи многу време, драгоценно време, да. И често, за жал, симптомите се непрепознаени. И тоа го имаме кај нас како проблем. Пациентот има јасен почеток на симптоми, да речем утрото во 10 часот му се фатила раката, се искривил устата и се сменил говорот. Се уште во нашето општество постои, ќе му дадеме аналгинче, ќе му дадеме нешто за притисок, ќе му дадеме аспиринче, ќе му помине. Така, дома, и ќе го донесат, лекови, дома. Ќе го донесат вечерта во 12. Сме изгубиле драгоцено време и веќе имаме врзани раце. Да, и останува само класичниот начин на третирање. Многу често гледаме такви пациенти. И затоа и овие емисии пак ќе доаѓаме на базичниот момент дека треба да се едуцираме, да ги препознаеме симптомите и знаците и соодветно да ги третираме. И општата популација треба да ги препознава знаците за мозочен удар. Но и колегите од лекари, матични лекари, лекарите од брза помош и така натаму. За жал имаме пациенти кои што се непрепознаени од лекари кои што првично дошле во контакт со таквиот пациент. Некогаш не сите симптоми и знаци се така класични. Да, може да нема класични симптоми и знаци. Но ако имаат можност да земат добра анамнеза, ако прегледаат пациентот добро, сами екипите на брза помош се многу малку. Се преоптоварени, се многу малку, тоа се го разбираме. Да. И најверојатно и така се пропуштаат голем број работи кога брзаш. И на нашиот клинички центар е, да речеме, една отежната околност за пациентите тоа што е павилјонски систем на функционирање, па пациентот за некогаш да биде диагностициран треба да оди од одредена клиника на друга клиника и така натаму. Не сме поврзани и тоа е навистина една отежнителна околност.
Се надевам дека во некоја скора иднина ќе се изгради нов клинички центар и ќе биде нели поприступачно и практично и за пациентите, но и за секако персоналот кој што работиме секојдневно. Така. За среќа ние кажав дека на нашата клиника имаме наш компјутерски томограф кој што ни дава можност за побрза дијагностика и да работи и преку викенд, така тој све си го работи имате. 7 дена Така. во неделата, меѓутоа не 24 часа бидејќи немаме таква можност пред сиот персонал да се нели сето тоа постигне, но имаме во работните денови до 22 часот, после ги користиме услугите на рентген на клиниката за радиологија, а во викендите до 20 часот имаме можност за сопствен компјутерски томограф и на тој начин го скратуваме патот на шетањето на пациентите. Така. И кажав треба дека да многу на рентген да се снима, па да се враќа пациентот, Тоа е да речем малку проблем во периодот на дежурства кога ќе дојдат во периодот кога ние немаме наш компјутерски томограф, во вечерните часови, па пациентот мора да отиде до рентген. Така. Да се врати од рентген, па да биде тој резултат нели протолкуван и така, се губи тука одредено време, но пак ќе кажам имаме одлична комуникација со радиолозите, често се јавуваме, го најуваме таквиот пациента кој е итен и добиваме многу брзо резултат. Така што имаме разбирање меѓусебно и имаме една соработка. Како сте со персонал? Имате ли доволно персонал на клиниката? Спорам доктори, сестри? Тоа е проблем на персонал. цело јавно здравство, мислам дека. Кај вас исто како кај нас исто недостаток на персонал. Ние имаме доволен број на доктори во моментов и на средно медицински нели персонал и нели персонал со висока медицинска школа. Так. Но недостасува се уште. Поготово недостасува затоа што работиме средно медицински технички персонал. Така. Да не ги заборавиме, нашите болничари се многу битна алка од лекувањето, процесот на лекувањето на пациентите. И тоа е оној персонал кој што најмногу недостасува и секако сестрите. Така, за рехабилитација имате физиотерапевти на клиниката? Во моментот имаме тројца физиотерапевти кои што што е многу важно, видно да се започне со нили со. Да. Имаме тројца кои што за сега некако постигнуваат бидејќи имаат и амбулантски пациенти кои што нели се третираат кај нас, имаат и пациенти кои што се лежечки. Тројца се некако постигнуваат, луѓето навистина даваат максимум. И се со цел нели да имаме се повеќе успешни приказни. Немаме физијатар, но понатаму нели кажав дека физијатрите доаѓаат од клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Значи поврзани сте, така? Поврзани сме, да, и имаме одлична соработка. Да. Така што тие пациенти кои што ќе бидат кај нас хоспитализирани, продолжуваат со лекување и во домашни услови. Лекувањето не застанува со моментот кога ќе биде испишан некој пациент од наша клиника, продолжува и во домашни услови, но продолжува и понатаму во нели соодветна установа за физикална медицина и рехабилитација. Не мора да не сите пациенти се од Скопје и не сите пациенти мора да бидат третирани во Козле, има и нели низ нашата држава одредени центри за рехабилитација. Така. Многу пациенти одат и на бањско лекување, нели, со невролошки болести, дијагнози. Дали неврологот е вклучен во мултидисциплинарниот тим со неврохирург, онколог? Дали имате таков? За жал или не? За жал во последниве неколку години ние немаме некоја таква комуникација од типот на да има заеднички стручни колегиуми, да. Немаме, тоа се сведува на некоја индивидуална комуникација и така. Но би било добро да во иднина нели имаме можност за разгледување одредени специфични случаеви, па и одредени пациенти кои што бараат вака мултидисциплинарен пристап, сите тие да бидат разгледувани. Да, јас и тоа сакам како идеја, например, може да биде да имаме еден ден, да речеме, амбуланта со еден доктор кај што ќе се посветите нашите пациенти на онколошки со психијатрија, тоа успеавме да го направиме. Значи, има денови за амбуланта кај што ќе се третираат само онколошки пациенти. Тоа мислам дека го веќе почна да работи преку Министерството. Али убаво би било и со неврологија исто да се има ден кај што ќе може само за онколошките пациенти, па што реално е гужва и кај вас. Мислам дека може ќе се посвети. Може се да се направи, само ако се има нели волја и добра организација. Така. Така што тие стручни колегиуми и тие да речеме конзилиуми
треба да се возобноват, мислам дека некогаш постоеле. Да, и многу е важно да се слушат Многу е важно, повеќе мислења од повеќе доктори. Апсолутно, и мислам дека и едукативно би било сепак тоа и за помладите колеги, специјализанти, идни лекари и така натаму, но и за нели на колегите да слушнат одредено различно мислење за одредени такви специфични случаеви. Така што се сеќавам порано во градска општа болница 8 септември како специјализант кога бев. Има колегите невролози еден ден кога ја се дружеа со колегите радиолози, па разгледува одредени снимки. Так. Не знам дали се уште тоа функционира таму, но болницата ја нудеше таа можност, нели, затоа што е еден поинаков систем на функционирање, една зграда, да, заеднички све. Заеднички се, да. Так. Тоа ни фали на клинички, да кажеме, но пак ја кажам, има одредени позитивни веќе раздвижувања. Така. Еве, знам дека се спрема ургентен интернистички центар на клинички центар, така што на тој начин одредени пациенти не би се шетале толку. Би се правила диагноза и соодветна триажа во тој. И веднаш би се препрекеле по клиниките кај што треба да одат. И тоа недостасува нели во моментов, но еве мислам дека се работи. Така што чекор по чекор, мако трпно и тешко, но мислам дека може да се подобрат генерално условите во јавното здравство. Така. Што би кажале за крај, нека порека за пациентите? Ќе кажам дека сите ние сме пациенти и лекарите се пациенти и дека многу е битно да се има доверба пред се пациент-доктор и обратно. Понатаму битно е здравиот начин на живење, како што кажам и претходно, и функционирање, физички одмор, но и психички. Понатаму подигнување на свеста за сите болести, не само невролошки, онколошки, него за болестите, јавната свест, за подигнување на нивото на здравствена култура и секако колку е можно повеќе да го намалиме тој стрес хроничен кој што веќе модерното време да најдеме хоби. Да најдеме некој хоби. Так. Ти благодарам на присуството. Благодарам Марина на поканата и на честа, на вистина ми беше задоволство и ти посакувам многу успех и се повеќе позадоволни пациенти и повеќе успешни приказни. Благодарам.